Отровните краци на градежниот октопод несомнено го допреле и Уставниот суд, штом спротивно на членот 43 од актот кој што е обврзан да го штити. Му ја крена заштитната мрежа и му дозволи да плива и да го труе Скопје. Отсуството на минимум грижа за граѓаните при максимално присуство на желба за личен профит на узурпатори на јавното добро се случува секаде каде што мирисот на парите е посилен од оној на правото. Кога ќе ги урнете платформите и бесправно изградените објекти од цврста градба на матка? Кога ќе каже законот, ќе ги урнеме согласно законските поставки. Законот и во моментов кажува. Тоа вие го тврдите, не јас. Законот не се базира на нечие тврдење, туку на слово кое мора да се почитува, и се друго е анархија. Во таква ситуација, кога нема ред за никакви приоритети, а политиката станува услужна дејност, дури и здравјето на луѓето е секундарно, па борбата за него се дехуманизира, со тоа што наместо набавка на вистински возила за брзата помош, болните ќе се возат во адаптирани комбиња на Министерството за земјоделство, за кои непосредни корисници веќе има дадено диагноза. Буквално секогаш, кога носиме пациент, од возилото излегувавме и ние болни. И персоналот и пациентот. Наместо пациенти, возилата би требало да се користат за да не запре процесот на мигрирање на млади јагниња во странство, зашто ако останат овде, тие ќе пораснат и нема да бидат ништо освен домашни овци. Идеја има, пари не се потребни. Превозот е обезбеден и понудата е веќе отворена. Нека донесат одлука, нека ги зима така, без пари, не со пари, да не куртулат од мака и од сромаштија. Тогаш веројатно уште повеќе ќе ја засакаат татковината и љубовта за неја изгледа е најголема ако си што подалеку од неја. Доказите за тоа тврдење се неприкосновени и непобитни, се додека не се соочат со реалното растојание, кое сепак не дозволува такво интимизирање. Диаспората таа беше кој ја направи ова држава независна. Ајде. Да. Затоа што овде кога ние бараме да видиме независна суверена држава, достава Македонија плачеа да остане во Југославија. Тоа е факт. Нема бегање. А вие кај бевте тогаш? Па ние бевме во Австралија. Но не сме само земја на печалбари, важиме и за сериозен увозник на кадри, особено на светски брендови со престижни референци, лица со етичко однесување и морални принципи, за кои се зборува низ регионот, врвни умови, од чии совети нашата влада го бере паметот. Александар Обрадович, директор ЕПС-а, упатен да е намештал тендер. Намештал тендер за пакетиć u EPS-u заедно sa Bašanovićem, estradnim menadžerom, poznatim po tome da je u Americi krao stvari u shopping centru i posle toga ga je američka država, u stvari u Majamiju su oni žena izbačeni i deportovani. И на крајот, pouka за тоа колку власта може да биде опасна и да ги озрачи нејзините оператори. Бомбите не смееше да излезат. Тоа е радиоактивен материјал. Токму тој радиоактивен материјал кој имаше негативен ефект за власта, придонесе за лечење на нацијата. Но се ќе биде џабе ако наместо на тамошно загадување од производители на слична полуција, на истата таа нација, не и се обезбеди нормална и здрава животна средина.